Секое трето дете кај нас на возраст од 6 до 9 години живее со зголемена телесна тежина или дебелина, а 13,8% од нив се екстремно дебели, велат податоците на Институтот и центрите за јавно здравје во државата. Овој податок во споредба со некои други земји и не е така лош, и таа се оценува дека е на високо, но стабилно ниво, велат од Институтот за јавно здравје по повод Светскиот ден за борба против дебелината 4 март. Како децата стигнуваат до несаканите килограми и колку родителите се виновни за нездравиот живот. Од родителите. Не водат сметка, само да бидат на рад, ранат ги децата со чоколада и што не треба, и за тоа децата се дебели. А да беше како на наше време, кога не пушчаа на улица да живееме, немаше толку дебели деца. Поради недвижење. Толку многу време посветуваат само на компјутерите, нема детска игра, нема ништо, само тој нездрава храна малку. Телефоните, порано кога беа и девојчиња и чуда играа ластик, ножиња горе, доле, а сега со телефоните уседени се, не се троше тоа што се унесе и се таложе на ни. Нема физички активности. Тоа е. Имаат ли родителите влијание врз тоа? Па секако. Ако родитело нема влијание, кој може да има? Кој родитело е зафанат малку со мобилните телефони и компјутерите? Според мене тоа е најголемиот проблем од денешните фамилии. И да се трудат, тешко ќе ги одвикнат. Тоа е веќе електронска зависност. Тоа е како зависност од други работи. И тоа е електронска зависност и тоа е. Маленчко уште детето да не плаче му дадат телефон. Самата гоезност дава оптеретување на самиот организам, оптеретување на кардиоваскуларен систем, и затоа треба да се присутат повеќе јаглени хидрати и да се промени начинот на исхрана и на живот. Во однос на повозрастната популација, студиите покажуваат дека во светот повеќе од 1 милијарда луѓе живеат со дебелина. Во споредба со 1990-та, дебелината е двојно зголемена кај возрастните, а 4-кратно кај децата и адолесцентите. Кои се потенцијалните последици од прекумерната телесна тежина? Па некаде секоја, да кажеме статистички, секоја 10% зголемување на тежината во однос на нормалата, која што боди маси индекс некаде околу 25, сето тоа над тоа се веќе рачуна за гоезност. И како се иде на прв, втор или трет степен на гоезност, веќе и последици многу поголеми. Доаѓа до запушување на крвните садови, атероматозни промени, доаѓа до оптеретување на срцето и на сите органи и доаѓа до појава на хронични болести. И затоа треба да се превенира или пак да се одржува телесна тежина кај луѓето. Аналитично и според Институтот, подебели се децата кои живеат во градските средини и таа е резултат на исхраната со високо преработена и енергетски богата храна. Важен фактор е и физичката неактивност, поради намалените можности и преокупираноста со потребата на современата технологија.